Основното училиште Љубен Лапе во Скопската општина Аеродром е меѓу јавните училишта вклучени во процесот на воведување вештачка интелигенција во наставата. Двајца наставници, меѓу кои е оделенската наставничка Маја Божиновска, учествувале во онлайн обуките организирани од Министерството за образование. Таа вели дека биле корисни и потребни. Полесно да си ја организираме наставната материја, значи подготовка на наставни материјали, работни листови, да си ги прилагодиме содржините за возраста на учениците и така натака. Да направиме една креативна, да кажам, еден креативен начин, како што би им ја представиле, да кажам, денешната лекција, примери, презентации разни може да се подготват, така што навистина многу ни е потребно, бидејќи овие деца се дел од, да речеме, новото модерно време кое што се израснати со дигитална технологија. Паралелката на Божиновска сега е 5-то оделение. Дали може ChatGPT да ни го замени нашето размислување? Не. Зашто најчесто го користиш ChatGPT? Ако нешто не ме е јасно. И дали треба да ја прифатиме секогаш првата информација? Таа ја користи секоја можност и со учениците да поразговара за користењето вештачка интелигенција и за предностите и ризиците што ги носи. Постои ризикот да се појави несоодветна содржина за возраста на учениците, да станат зависни од тие алатки што секојдневно ги користат, исто така да почнат некритички да ги прифаќаат информациите. Наша задача е да ги научиме децата да ја користат вештачката интелигенција, не смееме да им забраниме, но да им дадеме правилни насоки за кога ќе ја користат вештачката интелигенција, да не им го замени размислувањето нивно, туку да им помогне да почнат да размислуваат, да прашуваат, да откриваат, критички да почнат да размислуваат. Значи, тоа е нашата улога како наставници, а исто така и родителите. Па прашавме неколку ученици, кои алатки најчесто ги користат и зошто. Ако имам некој домашно и некој збор не ми е јасно, јас го користам ChatGPT и тој ми го објаснува зборот. Не треба да се зависиме од неа, треба и сами да мислиме, ама ако нешто не ни е јасно, како например нешто за училиште, тогаш може да прашаме, ама не да ни ги пишува домашните. Како например да му одговори прашања за пред тест. Такви работи. Дали е тоа добро? Не. Зошто? Бидејќи секој треба да се знае сам. Тоа ако например користи вештачка интелигенција, тоа покажува дека не е учел. Некад може да биде добра, ама и некад може да ти даде грешни податоци, затоа не мораш секој пат да ја веруваш на вештачката интелигенција. Нивната наставничка вели дека вештачката интелигенција помага, но има нешто што се незаменливи. Вештачката интелигенција не е направена за да замени никој од нас, нити старите класични начини на учење, тоа е нити наставниците, нити родителите. Вештачката интелигенција постои за да ни ја улесни работата на сите нас. И посебно наставникот не може да го замени. Баш напротив, нашата улога сега станува многу поважна, бидејќи таа педагошка поддршка што ние ја даваме на учениците, емпатијата, човечката присутност е нешто што вештачката интелигенција не може во никој случај да го замени. Ова е приватното училиште Нова. И тука се користи вештачка интелигенција во наставата, со претходна обука за речиси целиот персонал. Мислевме дека е исклучително битно за нас како институција да бидеме напред на оваа тематика и веќе неколку години работиме интензивно на припремање и од политики на училиштето и на наше стратешко позиционирање, секако и обука на нашиот кадар, кој што подоцна ќе продолжи со обука на нашите ученици, па и обуки за нашите родители. Новаковски смета дека има две крајности за користењето вештачка интелигенција во училиштата. Кога се појавила првичната дебата во 2022 година, некои сметале дека тие алатки не треба да бидат дозволени во едукативниот процес. Другата крајност е влез на секакви алатки, па да се истражува што е соодветно, а што не. Во училиштето решиле да бидат креативни. Ние развивме и веќе сме во процес на дополнително развивање на еден условно кажано семафор, кој што дефинира според бои ниво на користење на AI алатки. Тоа значи дека секоја задача, секоја домашна, секој проект е однапред дефиниран дали оди од воопшто да не се користи AI, тоа значи дека се работи со лист хартија, молив, со оние традиционални
методи, до моментот каде што буквално го користите за целосно генерирање на аутпутот, а измеѓу имате уште неколку други нивоа на градација на користење. За дел од обуките на персоналот ангажирале странски образовен консултант. Мисијата е вештачката интелигенција во училиштето да се користи на безбеден и сеопфатен начин, со сите неопходни информации, што треба да ја зголеми самодовербата при користењето вакви алатки. We have kind of 6 ethical principles that we use as lenses when thinking about how we're going to use AI, not only in teaching and learning, but also in operational areas as well, whether it's human resources, whether it's school leaders using AI as well. And then understanding how do you kind of chart your path forward. And so we have a kind of a strategic roadmap that we help schools with, to kind of help build a kind of an AI strategy that they can use moving forward in their kind of AI journey. Етичките принципи за кои говори Џордан се транспарентност, како и за што се користи вештачката интелигенција, одговорност, да се проверуваат информациите, човечка нишка, избегнување можна пристрасност во информациите, приватност, заштита на личните податоци, заштита од ризици, зависност, злоупотреба, социјална изолираност. Одржливост. За да работи, вештачката интелигенција користи многу енергија. So I think what schools need to do is they need to be very intentional about what is appropriate use in schoolwork and what isn't. At the moment, many students are experimenting with AI and using it just to kind of help them with their homework. And so that education with students about what is appropriate use in your schoolwork and what is not appropriate use is what we call AI literacy. And schools have to kind of establish really clear guidelines for student use. Во училиштето велат дека овој процес е неопходен и треба да биде континуиран, како што континуирано се развива вештачката интелигенција. Сознанијата од Светскиот економски форум кажуваат на тоа дека ако денеска ученик влезе во училиште, има 2/3 шанси да професијата со која што ќе се занимава не постои воопшто. И улогата тогаш на институциите, посебно образовните, е исклучително важна, поради тоа што треба да научи, тоест да се припреми како ќе ги припреми тие следни генерации за нивната професионална фаза. Воведувањето на вештачката интелигенција во националниот образовен систем е процес на кој Министерството за образование и наука почна поинтензивно да работи од изминатово лето. За таа цел соработува со Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Соработува и со приватниот образовен сектор. Тоа е проект каде на околу 200 наставници од сите средни училишта во Македонија, значи приватни и државни, им даваме пристап до бесплатни AI курсеви или курсеви за вештачка интелигенција и академии, каде што овие наставници ќе можат да се стекнат со вештини, да кажам, од вештачката интелигенција и да ги пренесат тие знаења на нивните ученици. Во Министерството за образование и наука велат дека вештачката интелигенција во светот веќе наголемо се користи и Македонија не може да остане надвор од тој процес, а во него најважно е образованието. Па освен 200 од средното, веќе се обучени над 700 наставници кои предаваат во основното образование. Следуваат нови обуки и анализа на резултатите. Посочуваат на прирачникот за користење вештачка интелигенција во образованието, создаден од научната фела, а кој е достапен онлайн на интернет страницата на Министерството и дистрибуиран до училиштата. Прирачникот е за професорите, учениците и родителите. Прирачникот е навистина многу убав и корисен и во него се прикажани предностите и начинот на кој што може да се користи вештачката интелигенција, но и опасностите кои може да се појават при употреба на вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција во македонските училишта повеќе не е само теорија од прирачниците, туку секојдневие што се тестира во реално време. Од семафорот во приватните училишта до првите обуки во државното образование, патувањето е започнато. Сега останува на образовниот систем да докаже дека е подготвен да го води овој процес безбедно и со поглед цврсто насочен кон иднината.